Почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност, согласно член 70 став 3 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, барам точка 28 да се тргне од ред, односно годишниот извештај на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информација од јавен карактер. Сметам дека е апсурдно да разгледуваме еден ваков извештај, навреда за интелектот и на пратениците и на македонските граѓани, во исто време кога се врши историскиот грабеж од парите на народот со тајниот договор кој што го склучи оваа влада за Бехтел и за НК. Кога еден таков договор кој што содржи од 500 страници, кој што вреди 1.300.000.000 евра, не може да го видат македонските граѓани, не може да им се достави на пратениците кои што имаат сертификат. Мислам дека дегутантно е тука да говориме за еден ваков извештај, кога во исто време се кријат работи за еден таков крупен капитален проект за кој што ќе се изврши грабеж од милиони евра. Во истиот извештај на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап од јавни информации, во резимето стои: правото на пристап е темелна вредност, темелна демократска вредност во современите општества. Оваа власт докажа дека ние не сме современо општество со овие закони кои што ги предлага под плаштот на европското знаменце, кои што немаат никакво усогласување со Европската унија, со ниту една директива, со кои што македонската држава ја изедначуваат со северноафричките земји, каде што работниците може да работат и до 100 часа неделно, каде што имаме проект кој што се гради без никаква предвидена траса и пресметка. Дегутантно е да зборуваме за еден ваков извештај, кога буквално се крши темелната вредност на едно современо општество, кога владењето на правото како темелна вредност во Уставот на Република Македонија во моментот станува мисловна именка, а учеството на граѓаните, на експертите, на оние кои што се разбираат во проблематиката е тотално занемарено. Плюс на тоа што владата презема обврски кои што се во рамки на собранието, па предвидува во име на собранието владата дека доколку собранието не изгласа закони, владата ќе исплати стотици милиони евра како пенали за нивната неажурност и за нивната неспособност. Ние сме единствена држава во светот каде што унапред без носење на закони се исплаќаат авансно пари, се исплаќаат пари за пенали за кои што се уште не е започната изградба. Дали јас лажам или не лажам, ќе видиме тоа, ќе ви го покажат македонските граѓани на наредните избори и конечно ќе ви спратат во историјата и за сиот криминал ќе одговарат. Благодарам.